Добро вечер, каварци. Да се заблагодарам на сите кои што дојдовте вечерва да се видиме, да поразговараме. Почитуван председател на ВМРО-ДПМН и иден премиер на Република Македонија, господин Христијан Мицкоски. Почитувани представници на најголемата коалиција во Македонија за обнова на Македонија. Почитувани членови на ВМРО-ДПМН, почитувани симпатизери, драги граѓани, драги кавадарчани. На почетокот сакам да кажам нешто за она што сите најмногу не загрижува. Коронавирусот и корона кризата. Знаете дека овие избори требаше да се случат на 12 април. Основна причина зашто се одложи и единствена беше ситуацијата со коронавирусот. За жал, имаме власт неспособна да се справи со оваа пандемија. И за жал во Македонија постои само еден вирус поголем од коронавирусот, тоа е вирусот Заев, на кој што на 15 јули мора да му ставиме крај. А за да му ставиме крај, тоа што можам да ви го кажаме дека ВМРО-ДПМН успеа во разговорите кои што се водеа околу поставување на нов датум за предвремените парламентарни избори кои што конечно се постави на 15 јули, да се избори за здравствени протоколи кои што гарантираат сигурно гласање на секого. Здравствени протоколи кои што гарантираат дека здравието на секој еден ќе биде заштитено. И затоа ве замолувам на 15 јули масовно од раните утрински часови да излезете на гласање вие, вашите блиски, роднини, пријатели, комшии и сите што ги познавате. Потребна ни е огромна референдумска излезност во Кавадарци за да можеме да ставиме крај на овие 3-годишни понижувања кои што ги гледа Македонија и да почне обновата на Македонија. Ве молам, излезете масовно на 15 јули. Имате два прекрасни кандидати за пратеници и се надевам идни пратеници. Две прекрасни личности кои што јас добро ги познавам и долго ги познавам. Луѓе кои што се од народот, луѓе кои што се од партијата, честни и одговорни домаќини. И сум убеден дека ќе бидете одлично представени во Македонското собрание, како што бевте всушност и до сега со претходните пратеници кои што се тука и кои што исто така ги поздравувам. Она што исто така сум убеден е дека ќе им дадете масовна подршка. Тие кажаа доста во своите обраќања за она што е најбитно за кавадарци и кавадарчани. Јас нема да се повторувам со нив. Само ќе кажам дека трет ден кампања во 4-та изборна единица поминавме во Струмица, во Гевгелија, денес претходно бевме во Демиркапија и во Неготино. Верувајте, има одлична атмосфера. Одлична атмосфера. И ако денот по утрото се познава, ова ќе е многу убав ден. Ова ќе е ден 15 јули на една голема победа на ВМРО-ДПМН, после која што владата предводена од Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН ќе ја реализира обновата на Македонија. Обновата која што може да ја прочитате во програмата, проект обнова, обнова која што значи подобар живот за сите нас, за сите вас. Обнова која што значи пониски даноци, обнова која што значи младите да останат дома, а не среќата да си ја бараат по Швајцарија, Германија, Западна Европа или Америка. Обнова која што значи повисоки плати за оние кои што работат, поголема сигурност на работните места, повисоки пензии за пензионерите, праведна цена за земјоделските производи, гарантиран откуп со праведна цена за грозјето, повеќе работа за транспортните компании од Кавадарци, повеќе работа во странските и домашни инвестиции и многу поголема известност. Но пред се, правда и правна држава. Затоа што тоа е она што е основно. Тоа е она што нема човек на било кој крај од државата кој што не го бара тоа. Луѓето сакаат ред, сакаат правда, сакаат нормална држава. Сакаат владење на правото. И затоа значаен дел од нашата програма е посветен токму на владењето на правото, кое што оди рака под рака со заштита на македонските национални интереси кои што беа прегазени во изминатите 3 години,
со промената на името на државата, со воведувањето на двојазичност и со продажбата на историјата. Тоа е така затоа што корумпирани и уценети политичари, какви што се Зоран Заев и неговата компанија, лесно се пазара со националните интереси. Тоа го прават за да се заштитат себе. Ама спас и заштита од народот нема. Бегање и заштита од народот нема и сметката ќе им дојде на 15 јули, кога сум убеден дека сите вие, сите ние ќе ги пратиме на најтемните страни на историјата. Можам да ви кажам дека од моите студентски денови сум во политика, во ВМРО-ДПМН, сум имал можност да ги представувам граѓаните во Македонското собрание на огромна гордост. Сум извршувал и други функции, но она што можам да ви окажам е дека никогаш претходно во мојот живот не сум бил толку мотивиран. Мотивацијата ми е на највисоко можно ниво, затоа што мислам дека овие избори се пресудни за Македонија. Овие избори ќе дадат одговор дали ќе ја спасиме и зачуваме Македонија или ќе оди во историските читанки. Овие избори ќе одговорат дали македонскиот народ, кој што е еден од малкуте среќни народи кои што создали историја, затоа што во светот има преку 3000 народи, но само преку 190 успеале да создадат држава. Дали овој македонски народ е еден од ретките што создал, па е изгубил државата? Одговорот на тоа прашање вие го имате. Одговорот на тоа прашање го има Кавадарци, го има 4-та изборна единица, го има цела Македонија. Со масовно гласање и поддршка на ВМРО-ДПМН и број 14, ние ќе зачуваме Македонија и сум убеден дека ќе не поддржите во таа битка. Ќе го зачуваме македонското национално достоинство, ќе ја правиме Македонија економски постабилна и поуспешна, ќе инвестираме во развој на културата, здравството, образованието, социјалната грижа, ќе инвестираме во секој еден од нас и во секој еден од вас. Затоа што ние сите заедно треба да живееме во оваа држава. Да си ги гледаме младите и децата тука, а не распрскани по светот. И затоа значаен дел од нашата програма Обнова за Македонија е справувањето со криминалот и корупцијата. Недопирливи нема да има, без разлика од која политичка партија се. Пардон за криминал и корупција нема да има, затоа што доволно 30 години Македонија тонеше во криминал и во корупција. Еден од основните проекти кои што го имаме во програмата за обнова на Македонија е проектот за испитување на потеклото на капитал на сите политичари и на сите јавни личности во изминатите 30 години во Македонија. Да видиме кој што има и да видиме кој од каде тоа го има, односно дали може да го докаже потеклото на сопствениот капитал. Иво Демиркапија, Иво Неготино, јас го повикав Зоран Заев да излезе и да каже дали може да докаже за сопственото богатство и за богатството на неговото семејство. Дали може да докаже дека на честен начин ги стекнале тешките милиони кои што ги имаат. Дали може да докаже дека на честен начин станаа најбогато семејство во Македонија и на Балканот. Дали може да докаже дека енормното богатење на семејството Заеви, кое што оди рака под рака и паралелно со неговите 18 години на функција досега, е на честен начин. Досега одговор нема, па затоа еве го повикувам и тука вечерва од Кавадарци да одговори на ова прашање. Да не се сили, да не се заканува, затоа што закани не поминуваат и како што вели нели народот, куче што лае не каса, туку да одговори дали може да го докаже потеклото на сопственото богатство и богатството на неговото семејство. Да бидам искрен, мислам дека тешко ќе му оди, затоа што сите сме свесни во каков криминал и корупција потона Македонија во изминативе 3 години, на исти начин на кој што Струмица тонеше скоро повеќе од една деценија по негово водство како градоначалник.
и одговорност за тоа ќе има. Одговорноста ќе дојде после 15 јули од владата предводена од новиот премиер на Република Македонија, господинот Христијан Мицкоски, мојот председател, човекот со кој што заедно го градиме ВМРО-ДПМН во изминативе 2,5 години и кога го повикувам да ви се обрати вечерва тука. Председателе, повелете.